Ке говориме овој час од Македонија наутро. Разговорот со соговорникот го почнуваме вака. Речиси секој 10 жител од планетата е диабетичар и се проценува дека од ова нарушување страдаат околу 530 милиони луѓе ширум светот. И тука не сопира се. До 2030 година се очекува бројот на заболени да достигне 643 милиони. Трендот е во пораст и повторно не потикнува, се разбира, гласно да говориме за диабетесот. Да, и токму на овој светски ден повторно ги истакнуваме главните пореки кои што се однесуваат на превенцијата и животниот стил кој секако влијае на ризик факторите. Имаме доста прашања, затоа веднаш почнуваме и со разговорот. Добро утро за доктор Ирфан Ахмети, ендокринолог. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, докторе. Поздрав до гледачите. Почнавме со статистиката, па ајде да продолживме. Кажавме глобалната, светската. Какви се податоците на домашен терен? 2022 чинам видов некоја статистика 130.000 лица со диабетес сме имале. Какви се податоците 2 години подоцна и дали имаме колку диагностицирани, толку и недиагностицирани, бидејќи такво нешто прочитав. Така, точно така е. Но најнапред дозволете да им го честитам светскиот ден на диабетесот на сите лица со диабет, па им посакувам една добра состојба не само денес, него и за нивниот секојдневен живот. И да подсетам дека ова година меѓународниот ден на диабетесот 14 ноември, мотото е диабетесот е и благосостојбата, односно добросостојбата. Што се однесува до бројките, на жалост ние секоја година која излегуваме пред медиуми кажуваме дека изненадени сме со очекувањата, затоа што овие се апроксимативни предвидувања секоја година. Така да, како што кажавте вие, и во светски рамки, и кај нас последните 30 години имаме еден експоненцијален раст на бројот на диагностицирани лица со диабет. Кажавме дека негде 130-135 беа минатата година. Очекувањата се околу 140 до 145 лица со диабет да се диагностицирани, односно регистрирани кај нас. Тоа што, пошто го начнавме ова прашање, јас би сакал на некој начин да апелирам сите заеднички да го започнеме тој национален регистар кој што е најпрецизен, затоа што тука нема да имаме само точна бројка, прецизна бројка на лица со диабет, него и со сите коморбидитети, односно компликации чија карактеристика се точно за диабетесот, односно со целата метаболна контрола, затоа што ние нажалост често пати кога зборуваме за диабетесот користиме податоци од регионот или од светот. Точно е дека 40 до 50% од лицата што имаат диабет се недиагностицирани. Значи, ако негде 130-140 се диагностицирани, тоа значи дека околу 50 до 60 илјади лица имаат диабет, но не знаат дека го имат. И тоа е големиот ризик, затоа што диабетесот во себе се карактеризира со хроничните компликации. И што порано се диагностицира, тоа значи превенираме компликации и повторно се враќаме на денешното мотото на денешниот ден. Добрата состојба, благосостојбата значи да секое лице со диабет има нормален живот без стрес и без компликации. Неправилна исхрана, лоши животни навики како најзначајни ризик фактори за појава на диабет. Како во денешното време, со оваа брзина која што живееме, можеме да влијаеме на навиките? Да. Нажалост, така наречената урбанизација, динамичен стил на животот, урбаната средина, секојдневниот стрес, последните 30 до 40 години рапидно го зголемија бројот на лица со диабет, но исто така менувањето во навиките. Значи, преминувањето од една традиционална храна
во нашите менија, во нашите домаќинства се смени во така наречена брза храна, односно фастфуд храна, која е многу богата со калории, но на организмот, на телото не му алармира дека се случува така наречената заситеност и преголемото користење на калории, така наречената хиперкалоричната јаглев-хидратна исхрана, физичката неактивност, така наречениот седентелен стил на животот, стоење пред телевизори, пред компјутери, физичка пасивност, сето тоа довело до промена на конституцијата на телото, како во светски рамки, така и кај нас. И значи, самата дебелина, самиот стрес, самата промена на стилот на животот го зголемува ризикот за појава на дијабетесот, но исто така постојат и други ризик фактори што ние ги нарекуваме модифицирачки, што можеме да интервенираме со цел да превенираме појава на дијабет тип 2 збориме, како што се хипертензијата, дислипидемијата и да речеме стресот, одбегнувањето на стресот. Неконтролираниот шеќер во крвта, докторе, на се повеќе млади луѓе им ја одзема работоспособност. Курлишката Наташа Јанчич правеше едно истражување на ова тема. Може да го погледнеме заедно прилогот, па ќе го прокоментираме подоцна. Ајде да видиме анализата. За 10 минути да го измерам, па палец не ќе покаже. Не е веродостојно личи. Варираат со премногу единици, може и со 10 единици да покажува неточно. Катерина Пешевска 3 години е на инсулинска терапија. Минатата година таа минуваше голготата на 44.000 дијабетичари во земјава, кои што речиси 10 месеци немаа со што да го контролираат шеќерот во крвта. Катерина не добила ниту терапија со која би се спречиле оштетување на витални функции. Сега има оштетување на видот и бубрезите. Тогаш се соочував со многу високи гликемии, ми беше потребен лекот Рубелсус. Исто така, меѓутоа чекав една година за да дојдам на позитивната листа. Немаше барање за нови пациенти, не можеа да ме стават на листата. Чекав една година и за таа една година дојдов во ситуација да добиам нефропатија. Според ендокринологот Танер Хасан, 30% од пациентите со дијабетес имаат бубрежни компликации, а речиси секој пациент има срцеви проблеми. Неретко добиваат и мозочни удари. А лекови од втората и третата линија нема доволно заситена сметка на државата. За жал, ние многу касниме со лекување на овие компликации. Немаме превенција. За превенција треба да ги имаме на рака и на употреба овие другата терапија, кои што ги и се веќе во светот докажани дека превенираат голем број на компликации од дијабетесот. Ке се намали бројката на хоспитализации на пациентиве, бројката на потреба за операции. А бројката само на операции на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија е голема. Професорот Джунов вели дека само неделава 12 пациенти чекаат ампутација како последица на дијабетес. Последниве 5 до 6 години енормно е зголемен бројот на луѓе со дијабетични стопала, кои што подоцна развиваат гангрени и на крајот голем процент од нив завршуваат со ампутации. Не се само возрастни пациенти со возраст над 60 години. Има и многу помлади, негде до 40 години, па и помлади, зависно од начинот на третирање. Дали недоволно придржување на правилата и користење на препаратите кои што се користат за дијабет, дали е несоодветноста на самите препарати и така натаму, треба да се дојде до некој заклучок, затоа што голем дел од работоспособно население со овие болести станува инвалиди. Но има и случаи кога дури кога ќе дојде до ампутација, пациентот дознава дека со години живеел со дијабетес. Податоците на Светската здравствена организација тоа го потврдуваат. Наспроти, 130.000 пациенти кои земаат терапија за шеќер во крвта. Исто толков број граѓани не знаат дека имаат ваков проблем.
И во однос на терапијата, доктор, ја имаме ли доволно достапна ли е, може ли да се ја дозволат нашите граѓани, пациенти со диабетес и ги спомна во еден сегмент лековите кои што се однесуваат на превенцијата, Так. ги имаме ли Да. и тие доволно? Значи да кажам дека последните неколку години смерот на третманот на диабетесот е сосема променет. Од еден глукоцентричен пристап ние што го нарекуваме, значи кога го гледаме пациентот во нашите ординации и гледавме само добра гликорегулација, последните години значи се насочуваме на така наречените мултифакторијални пристапи да третираме не само хипергликемија, него исто така хипертензија, дислипидемија и асоцирани коморбидитети. Но тоа што исто така е многу важно, значи како да навреме детектираме појава на тие хронични компликации и како да ги спречиме. Современата терапија на среќа во последните години го смени овај смер, затоа што имаме лекови кои што истовремено делуваат не само на регулацијата на шекерот во крвта, исто така, истиот лек, истите групи на лекови делуваат во намалувањето на телесната тежина, регулацијата на мастите, намалувањето на тензијата, но тоа што е многу поважно, големите студии укажале дека ваквите лекови, нови лекови, намалуваат број на смртност, кардиоваскуларна смртност поради инфаркти, што се кај лицата со диабет 2 до 4 пати почести во споредба со недиабетичните лица, инзулти, хоспитализации поради срцева слабост, намалување на прогресијата на бубрежната слабост. Фактички еден лек, една група на лекови делуваат на овај механизам. Тоа што јас можам да кажам, од една страна може да се пофалиме, но од друга страна може исто така да кажеме како потреба е дека алгоритмот на третманот на овие лица со современата терапија во смисол на спречување на хроничните компликации е значи една третина од лицата со диабет се или со атеросклеротска кардиоваскуларна болест, со многу висок ризик за инфаркти, инзулти, или со срцева слабост, или со бубрежна слабост. Тоа се една третина. Додека 2/3 се лица кои што се прилично во добра состојба, без коморбидитети, без овие компликации. Сега, ние последните 2 години го покачивме бројката на овие лекови што се индицирани за третман на лица со висок кардиоваскуларен ризик, но апсолутно не може да се споредиме со земите од Европа. А можен ли е квалитетен живот со диабетес, како тоа изгледа и колку тука поддршка и од помош на центрите за дебелина, за овие луѓе? Да. Значи, целта е лицето со диабет и затоа ние избегнуваме да го кажуваме пациенти со диабет, односно диабетичари, затоа што на неколку анкети секогаш тие изразуваат нели негодување на користењето на зборот пациент, затоа што нели ја и на моите студенти обично им кажувам и на специјализанти, секогаш кога влегува во нашата ординација но лице со диабет, значи он надвор од тоа е работник, работи некаде, функционер или било што. Така да целта е овие лица со диабет, значи да имат добро менаџиран диабет, значи добра метаболна контрола, не само гликемија, него исто така и крвен притисок и липиди, но тоа што е многу важно и одржувањето на телесната тежина. Колегата спомна дека многу е важно превенцијата. Еден од ризик факторите за појавата на диабетесот е дебелината, која што нажалост исто кај нас завзема едни така енормни бројки, околу 30% од населението наше се обезни,
ризиците од страна на за еден обезен да добие дијабет се околу 30%. Навремениот третман на обезноста, односно што уште многу е поважно доаѓањето на лицата што се обезни во нашите центри за обезност на клиника за ендокринологија и во 8 септември, и ако нема дијабет, ние правиме така наречен скрининг. И во тој скрининг, доколку постои преддиабетна фаза, односно диагностицираме дијабет, навремено третираме за да спречиме компликации. Ке видиме какви се искуствата во 8 септември. Оно што ме интересира, неколку месеци функционира Центарот за дебелина на клиниката за ендокринологија. Како сте задоволни од истиот? Па можам да кажам дека тоа што се моите впечатоци се добро е што се идентификуваме како центар за менаџирање на обезноста. И значи овие два центри се членки на Европската асоциација за дебелина. Имаме негде околу 1200 прегледани пациенти обезни. Значи обезност значи со body mass index, индекс на телесна маса над 30 килограми по метар квадратен. И третманот значи е според сите протоколи и имаме првични резултати, имаме значителни успеси како таквите лица што се обезни, но тоа што е многу важно, апелот да сами се пријават, затоа што обезноста не треба да се свати како естетски проблем, него хронична болест која дава преку 200 компликации. Така да овие центри, што исто така ние апелираме, сега можам да кажам, јас сум и председател на научното здружение за обезност во Македонија, инсистираме да вакви центри се отварат во најмалку уште 1-5, за да станат како регионални центри. Апсолутно, и да не патуваат граѓаните. Да. Благодарам многу, доктора, за гостувањето во Македонија. Наутро следната средба во Центарот за контрола на обезност, да видиме како функционира во пракса. Благодарам. Наредниве минути со слика и тоа нудиме во градската општа болница 8 септември, тамо е колешката Симона. Симона?